Прилеп полека, но сигурно станува центар за развој на фестивалскиот и спортски алтернативен туризам. Ова лето скоро секој ден ќе се организира по некој културен или фестивалски настан. Летната туристичка сезона се отвора со фестивалот на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски, кој започнува утре. Потоа следува и селеничкиот фестивал кој ќе се одржи во центарот на градот. Пиво фестот, а на 21 јули ќе се одржи македонскиот чалгиски фестивал во центарот на Прилеп под градскиот часовник. Како шлак на овие музички настани ќе биде и петтиот поред джез фестивал, кој започнува на 25 август. Ние гледаме да секогаш ги комбинираме активностите заедно со Министерството за култура и Центарот за култура Марко Цепенков и да приредиме скоро секојдневно да има настани, манифестации, разни перформанси од културен аспект, изложби кои ќе се случуваат во нашиот град. Ова лето ќе имаме и богати спортски манифестации од светски и европски калибар, односно ранг. И тоа да кажеме дека Прилеп е единствена општина во Македонија која што ова година стана членка на Светската асоциација на алтернативен туризам и алтернативен спорт. Тоа е голем бенефит за нашиот град и сите оние настани манифестации од аспект на алтернативниот спорт и туризам во иднина ќе бидат под капата на светските федерации и европските федерации на поединечните спортови кои ќе се случуваат. Болдерингот, параглайдерството, одењето по трака на огромна височина, мотокрос трките, планинскиот велосипедизам, се адутите со кои Прилеп ја привлекува оваа категорија на туристи. Ова лето, трите општини Прилеп, Крушево и Криогаштани ќе организираат европско и светско првенство во змајарство и параглайдерство. Се очекува во наредниот период тука да присуствуваат над 1000 параглайдеристи од целиот свет. Ова заедничко учество на трите општини во организацијата на вакви настани значи заживување на целиот пелагониски регион за развој на туризмот. Оваа година и Прилепското културно лето ќе биде со богата програма. Планирано било да се одржат околу 30 настани, концерти, изложби, представи. А новина било тоа што ликовната колонија Дрен, наместо во манастирот Свети Илија во селото Дрен, сега ќе се одржала во Центарот за култура Марко Цепенков, за да освен ликовната дејност, колонијата се збогатела и со вајарство, графика и инсталации. Да напоменам дека најголем дел од овие сценски изведби и музички ќе бидат на летата сцена на плоштадот Александрија, затоа што ние сакаме културата да ја пренесеме не за елитно, за одреден дел само на публика љубители на културата и уметност, но исто така и оние сите оние кои добронамерници кои тука ќе се најдат на тој простор да можат да го видат тоа што го представуваме и да уживаат во тоа. Како што велат од локалната самоуправа на Прилеп, токму поради овие фестивали и спортски манифестации, после Скопје и Охрид, Прилеп бил градот со најголем број на туристи на ниво на Македонија.